еве веднаш по рекламите и се враќаме повторно во студиото, како што ви кажав, со првиот разговор за ова утро. Имавме доволно време, бевме доволно брзи да си се наместиме овдека со моите гости. Сега вие ќе може да ги видите за набрзо, ќе зборуваме за шахот. А шахот представува што, наставнику? Представува една добра да кажам, добар спорт со кој што може да се развие логиката и да се развие пред се позитивниот надпреварувачки дух кај дечињата. Ова утро наши и ваши гости се господинот Орце Данчевски, интернационален мајстор по шах, фиде тренер и наставник по шах. Од мојата десна страна, ова е девојчето Андреја Цветановска, која што доби бронзен медал, го има кај себе, и од мојата лева страна Ахмет Селим Абдурахман, кој што го освои златниот медал на она што се случуваше од 20 до 24 мај во основното училиште Јахја Кемал. Тоа беше еден турнир Квалитет 2023. Бронзена медала, прва медала. Ахмет и Андреја, ви честитам прво на наградите. Ви благодарам што сте ова утро заедно со нас, бевте многу брзи, ги наместивте овие фигури. Повелете, играјте шах, додека јас и вашиот наставник по шах си зборуваме. Ама ќе ве прашам и нешто вас малку подоцна, дали може? Што значи ова? Спортски поздрав, така? Имаме тука и тајмер, така наставнику? Добро утро. Добро ни дојдовте во утринската програма. Ви благодарам. Еве дечињата веќе почна. Ќе ги фаќа камерата, ќе имаат можност и нашите гледачи да гледаат како изгледа во живо една шах игра. Јас многу не се разбирам, ама наставникот ќе ни објасни се со тек на време. Ама прво сакам да ве прашам за она што се случуваше од 20 до 24 мај во основното училиште Јахја Кемал. Тоа беше еден надпревар наречен како Квалитет 2023. Така, прво благодарам за поканата, што не дозволивте да го презентираме шахот и придобивките од изучувањето на шахот во вашата ценната емисија. Од 20 до 24 мај во приватното основно училиште Јахја Кемал седми пат поред се одржа меѓународниот шаховски фестивал Квалитет 2023 година. Почнувајќи 2015 година, со скромен број на надпреварувачи само од нашето училиште, да денеска, оваа година, фестивалот е меѓународен. Имавме гости од Шведска, од Англија и претежно надпреварувачи од Македонија, каде што оваа година беше рекорден број на шахисти, на млади шахисти од 8 до 20 години. Вкупно учествуваа 193 шахисти од цела Македонија и од земјите што ги спомнав. Така да самиот фестивал беше поделен во 3 турнира. Имавме турнир до 8 годинки, на кој што учествува и Ахмет и Андреја. Имавме турнир до 10 години. Имавме еден опен турнир кој што се рейтингува во Светската шаховска организација FIDE и кој што се усвојуваат рейтинг поени, толку посакуваните рейтинг поени за секој шахист, како во сите спортови, каде што тие рейтинг поени го означуваат нивото, местото на кое што се наоѓате на самата светска шаховска рейтинг листа. Што беше карактеристично за овој турнир? Беше карактеристично што освен тоа што беше најмасовен до сега, 193 надпреварувачи, беше и доста квалитетен. Значи и самото име на шаховскиот фестивал е Квалитет 2023. Името го добивме од тоа што квалитет е шаховски поим. Кога ќе успеете да освоите топ, а дадете ловец или конј, се вели дека сме освоиле квалитет. Тоа е плюс 2 поена во материјалната скала на балансот на белите и црните фигурчиња. Потоа квалитет значи се продуцираат квалитетни деца. Значи од овој турнир излегуваат квалитетни шахисти, квалитетни деца не само во областта на шахот, затоа што шахот придонесува за развој на когнитивните способности кај секое дете. Секој дете кој што учи шах, кој што ја практицира редовно оваа игра. Токму тоа сакам да биде моето следно прашање. Еве и гледачите имаат можност да ги видат и Андреја и Ахмет колку се сконцентрирани и како убаво веќе секој со својата стратегија. Колку шахот придонесува кон за развивање на логиката, кажавте когнитивните способности, па и оној здрав надпреварувачки дух кај децата. Вие сте наставник, сакам да напоменеме, тоа малку подоцна ќе зборуваме за шахот во вашето училиште. Сега колку шахот придонесува да биде се тоа убаво развиено во позитивна смисла, нели?
Вака, како наставник работам веќе како наставник, како тренер, односно со едукација на деца, работам 15 на години. Значи, во моето големо шаховско искуство поминале илјадници ученици. Шахот во својата основа, значи во својата основа на своето постоење, шахот представува игра каде што се користи целиот мозок. Значи, и левата хемисфера, и десната хемисфера. Значи, тука се толку е важна тоа кај малите деца, особено во денешно време, каде што имаме недостаток на концентрација, каде што имаме недостаток на фокусирање, заради огромниот број на видеоигри кои што негативно влијаат кај секое дете. Така да шахот е една алатка каде што на некој начин ги оттргнуваме децата од компјутерите и овозможуваме да направиме еден, како што самите рековте, контакт со другото дете и да се развиваат таа позитивна конкуренција, што е многу важно за правилен раст и развој за секое дете. Освен концентрацијата, јас денеска би сакал малку да зборувам за една придобивка која што е многу важна, а тоа е имагинацијата. Значи, шахот ја развива имагинацијата кај секое дете. Секоја фигурче во шахот има вредност, различна вредност. Дамата е најака фигура, вреди 9 поени, топот вреди 5 поени, ловецот и коњот вредат по 3 поени. Сега има една фигура што се вика крал. И таа фигура малку отстапува од вредносниот систем на другите фигурчиња. Односно, неговата вредност е бесконечна. Што значи тоа? Тоа значи дека кога играме шаховска партија, ние можеме да ги жртвуваме фигурите што ги спомнав, сите останати, пиончето вреди 1 поен, заборев да нагласам, но кралот мора нон-стоп да остане на шаховската табла. И сега, како шахот ја развива имагинацијата кај децата, како ја развива таа десна хемисфера, ќе го објаснам на следниот начин. Значи, жртвуваме кралица, жртвуваме топ, тоа е голем материјален минус, и успеваме да го заробиме кралот, да му дадеме шахмат. Тоа значи дека можеме да жртвуваме материјал за да постигнеме една цел која што е надвор од вредниот систем на шахот. Значи да го заробиме кралот. Ова овозможува да се развива кај децата една уметност, една развој на уметничките способности. Во мојата историја, во мојата пракса на шаховски тренер, поголем број од моите ученици природно оделе кон математичките смерови, кон природните науки. Но имам доста голем број на ученици кои што се развивале во уметници. Овде бе спомнал Адријана Јаневска, која што е моја ученичка, уште која беше доста млада девојка, која што е успешен и виолинист, успешен професор на факултетот за музички уметност, исто така одличен вокал, каде што благодарение на шахот се развива десната хемисфера, така да голем број од моите ученици се и во таа област ликовни уметници, музички уметници, едносно уметници во било кој вид на уметност. Така да, сега сакам да зборам за бидејќи кажавте дека целата стратегија, тоа сакам само да ве прашам, додека ве следев. Целата стратегија за шахот е да се сочува кралот или како да се освои противниот крал, противничкиот крал. Ги гледам и Ахмед и Андреја сконцентрирани се. Стаса до некоја стратегија си има секој од нив. Ги може ли малку и нив да ги вклучиме во разговорот да ни кажат кој што планира да направи и нонстоп нешто притискате? Што значи тоа сега? Тоа значи за колку... Тоа е часовски тајмер, часовник кој што го мери времето за размислување и имаат, сега играме брзопотезна партија, имаат околу 10 минути за партијата, ако го пречекори времето за размислување, губат шаховската партија. Значи, ова сега како надпревар доаѓа, така? Мини надпревар, да покажеме како тоа изгледа. Андрејче, ми кажеш, Душа, ти сега, јас на вистина наставнику не се разбирам од шах, не знам да играм. Ти ми кажеш ли сега која е твојата стратегија? Овдека ти си со овие фигурчиња, така, по темните фигури? Стави си го тоа слободно, еве вака како што ти беше ставено, немаш потреба да го еве јас вака. Остави го времето, немаш. Можеш да се зборуваш јас додека ова го наместам? Пробувам да му направам на противничкиот
на противникот? Да, Ахмет во случајот, да. Шахмат. Аха. Со овие фигури да ги развијам, да И да го нападнеме Да. Да го кралот. нападнеш кралот. Да. Да го напоменеме дека Андреја е нов ученик, нели? Андреја тренира само 3 Само три недели, малку недели. посериозно. Иначе Браво. во школото Јахја Кемал Си ја прати учи така. наставата веќе година дена, така да овој е прв надпревар и веднаш успе да освои бронзен медал, што е голем успех. Ахмет, твојата стратегија ќе ни ја кажеш во играва? Ти си со овие пиунчиња по светлите или белите, како да ги наречеме? мојата ја пробам да направам на кралот со тешките фигури да ги напаѓа и со лесните И да го направиме што? и да му направам шахмат. Сега, наставнику, што значи шахмат? Оние кои што играат Тоа, шах да. знаат, ама оние кои што не знаат, еве како јас, а не има и такви, Да. што шахмат значи победа, така? Тоа е што целта на играта. Аха, Значи така. целта на играта е да се нападне противничкиот крал, да му се даде шах, Така. а тој да не може да избега, да не може да се покрие и да не може да ја земе фигурата што го напаѓа. Ако се случи тоа, ако се случи таква позиција, велиме настанала шахмат позиција и сме ја победиле шаховската партија. Навистина интересно. Да. Многу интересно. Сега, она што сакам да зборуваме за шахот во училиштата. Значи, веќе од шах, што значи сега тоа? Кога ќе каже шах? Напад на кралот. Нападнете. Да, и она мора да го спаси кралот Аха. веднаш во овој момент. Вие додека играте, кажете ни, прекинете не, кажете ни кога е еден крал освоен. Може така? Ако се случи шахмат ако се случи. позиција, Да, така, ете така, шахмат позиција. Така. Оно што сакам да позборуваме малку е за воведувањето на шахот во училиштата. Веќе во приватното основно училиште Јахја Кемал, од прво до 6 оделение децата може да изучуваат шах како предмет. Тоа веќе се случува и во 10 училишта широм земјава. Така е. Меѓутоа од септември има најава дека дури 300 и нешто училишта веќе ќе го имаат шахот како изборен предмет. Иницијативата е ваша и да позборуваме малку за тоа. Иницијативата потекнува од Шаховската федерација на Македонија, каде што тимот кој што беше составен за таа цел, изготвивме програма која што беше одобрена од Министерството за образование и Бирото за развој и ова година почнавме со имплементација на таа програма и влеговме до сега сме влезени во 10 училишта во Скопје, во Кироглигоров, во Аеродром, во Куманово, во Штип, но вистинскиот бум, како што рековте вие, се очекува да се случи во септември, затоа што одрживме над 600 семинари, 600 обуки на сите наставници од целата република, кои што 300 од нив аплицира во Шаховската федерација и почнуваат од септември да го введуваат шахот како изборен предмет во прво и второ, но со можност и во трето и во четврто оделение. Дека овој проект зима замав, ни покажува и фактот дека веќе имаме поддршка од ФИДЕ, од Светската шаховска организација, и имаме поддршка од Агенцијата за млади и спорт, кој што видеа дека тоа е навистина добра работа и треба да се воведе во нашите училишта, зашто кај секое дете има придобивки. Целта на овој проект не е да ги најдеме само шахистите во Македонија, талентираните дечиња, него целта е на секое дете да му пружиме една алатка кој што ќе му помогне во неговиот понатамошен образовен процес. Така. Тоа е поентата на овој проект Шах во школите и се надеваме дека септември ќе зборуваме за голем број на дечиња кои што почнуваат да го учат овој предмет во нивните училишта. Јас имаме ние подготвено заедно и некои фотографии, ќе ја замолам режијата ако може да ги погледнеме. Тоа се фотографии од највеќе од Квалитет 2023, од тој надпревар кој што зборувавме на почеток, кој што веќе заврши. Дали имате во план нешто друго сега, некој друг турнир? Да. Дали се планира летниот период? Сега доаѓа најважниот турнир за секој млад талентиран шахист во Македонија. Тоа е првенството на Македонија во својата возрастна категорија 8, 10, 12, 14, 16, 18. Од кога до кога и каде ќе се случува? Ја користам ова прилика да ги информирам сите млади талентирани шахисти во цела Република Македонија. Шампионатот на Македонија ќе се одржи во хотел Дрим во Струга од 17 до 23 јуни, каде што 8, 10, 12, 14, 16, 18 ќе ги најдеме прваците на Република Македонија, кои што ќе представуваат нашата земја на европските и на светските првенства, кои што ќе се случат есеновска.
Рековте од годишна возраст од 8 до 18 како што се Ахмет и години. Андреја, они имаат Така. 8 годишни, 10, сега, 12, овие 14, 16 до 18. Овие деца, дали треба да се членови на Шаховската федерација? Да, или треба да така? се членови, но и ако не се членови има можност да се надпреваруваат нови турнири, значи ова е пред се отворен турнир. Значи може кој сака. Кој сака? Кој мисли дека знае да игра добро да игра шах? Да. Овдека се случи нешто шах, ама уште немаме шахмат, Да, така? се приближуваме. Ахмет е во напад. Во благоводство. Да, во напад, тргнува со конјот и со кралицата во напад на кравот. Андреја се брани, па ќе видиме сега што ќе се случи. Наставнику, колку време е потребно да се научи да се игра шах? Да се совладаат техниките? Ве зборувам за еден почетник. Релативно брзо е времето, еве Андреја ни е пример, рековте за 3 недели, таа веќе освои и бронза. Да. Дали тука... Да, благодарение на модерна технологија. Тоа сакам да кажам. И како почнувате да учите? Така е. Сега ќе го објаснам накратко принципот како е замислена и програмата и како тоа се случува во нашето училиште Јахја Кемал, каде што се овие дечиња ученици, каде што се мои ученици. Значи, благодарение на модерна технологија, смарт таблите пред се, програмите кои што се изготвени специјално за таа намена, шахот се учи многу брзо и на многу динамичен начин. Интерактивно. На смарт таблата се стартува програмот се вика Александра Тичиш Чес, кој што е изготвено од бившата светска првакиња Александра Костенјук, кој што беше гостинка кај нас во нашиот клуб Гамбита Секо и ни дозволи, односно ни го даде програмот да работиме со нашите членови во нашиот клуб. Значи, тоа е интерактивна програма каде што секое дете излегува на табла, си ја игра својата мини игра од типот како се движи ловецот, топот, сите фигурчиња, и на тој начин учи многу брзо, многу динамично и интерактивно. И многу е забавно за дечињата и не е досадно. Значи нема сега тука демонстрационе табла, па ловецот и вака, децата не само што гледаат, него и ја практицираат веднаш играта. Еве пример е Андреја кој што за 3 недели од релативно почетник кој што само знаеше како се движат фигурчињата, додавме да освоиме медал на едно надпреварување каде што сува 43 деца од цела Република Македонија. Андреја успе да го освои бронзениот медал. Браво. Ке ни кажете сега до каде сме на шаховскава табла, така ли ја кажав, така ли се вика шаховска табла? Андреја успе да се одбрани и партијата доаѓа во завршница, во последниот стадиум, каде што нападот на Ахмет успе да освои неколку пиунчиња, значи Ахмет има материјална предност од две, подносно три. Пиунчиња се овие малите, така? така? Да, најмалите пиунчиња. Ама тие се мали. Тие се мали, но во завршница се многу важни, затоа што ако ова пиунче дојде до крајот на шаховската табла, може да се претвори во кралица. Аха. Значи тоа се вика трансформација, а тоа го може само пиунчињата. Иако се мали, тие се многу важни, особено во завршницата. И сега Ахмет се обидува да ја реализира материјалната предност. Партијата ќе трае уште малку, мислам ќе има борба. Ќе видиме како ќе се снајде Андреја. Ќе видиме дали додека разговараме дали ќе имаме можност да го добиеме победникот. Сакам само малку да ги прашам Ахмет и Андреја, дали вас ви беше тешко да го научите шахот и колку ви е интересен шахот? И колку често и дали вака дома кога не сте на настава, дали дома си играте шах? Ахмет? Тешко ли ти беше шахот да го научиш? Шахот ми беше малку тешко да го учам. Добро. А беше многу интересен. Интересен. Андреја, тебе го научи многу брзо за 3 недели до медала е навистина супер. Тешко ти беше, Андреја? Не, мене ми беше многу лесно. И интересно? Да, само да запамтам на почетокот како се движат сите фигури. Какви се потезите, значи. Добро. Да ве прашам, уште на крај да ве прашам, веќе мораме да го привршиме разговорот. Не дојдовме тука до некој победник, нели? Да, уште така, Андреја цврст противник. Цврсто се брани. Така. Ахмет напаѓа, ама Андреја се брани. Они ќе си доиграат и понатаму. Ние сега ќе одиме со... Ви благодарам, наставнику, орце што ни бевте гостин. Ви посакувам многу успех во надпреварот кој што следува сега во месец јуни и од септември уште помногу бројни во училиштето за шах. Андреја и Ахмет, и вас ви благодарам што бевме наши гости.